civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Зборуваме за зелените вредности, знаеме дека тие не се однесуваат само на животната средина, туку и на почитување на човековото право, на достоинството, социјална правда, антинационализам, стратегија, одржлив развој и така натаму. Па што според вас знаат политичарите во нашата земја за зелените вредности? Колку се тие запознаени? Па не знам колку знаат. Меѓутоа знам дека во она што представува нивно делување не постојат зелените вредности. Значи, прво и онаа најосновната, онаа која што не поврзува со целиот свет, а тоа се климатските промени, не фигурираа ниту во програмите, ниту во настапите на политичарите пред граѓаните во рамките на предизборните и изборните активности. Значи, Македонија е земја за која што се вели дека ќе биде неверојатно многу на удар на климатските промени. Се прогнозира дека за 30 до 50 години ние ќе имаме за 30, 40, 50% помалку воден фонд. Тоа значи дека тоа е нешто кое што треба да се има предвид кога се размислува за структурирањето на градовите, за инфраструктурата, за економијата, за начинот на искористување на почвата и на она што го имаме како воден фонд, за земјоделието, градинарството. Значи, тоа е поврзано со живеењето на државата, со живеењето на луѓето, меѓутоа никој не го спомнува тоа како да не постои. Да не зборуваме за оние други елементи кои што ја градат поголемата зелена слика, а кои што се поврзани со сиромаштијата, со еднаквоста на шансите на луѓето, со кои што еве сега ќе се судриме многу при почетокот на учебната година, заради тоа што има родители кои што инсистираат на тоа наставата да биде преку интернет, електронска, без физичко присуство и слично. Меѓутоа, ние имаме огромен број од населението каде што децата едноставно немаат достап до таков вид на алатки со кои што би можеле да следат таков вид на настава. Значи, нееднаквостите доаѓаат неверојатно многу до израз. Начинот на искористувањето на енергијата, наместо тоа да стане, да речеме, сончевата енергија, нешто кое што ќе биде на таков начин поддржано од државата, кој што ќе овозможи секој граѓанин да учествува во искористувањето на таа енергија, се формулираат закони, се создаваат услови повторно за монополизација нечија, за монополизација на искористување на оваа енергија и луѓето повторно да треба да плаќаат за нешто кое што може да биде многу ефтино, многу достапно и во кое што тие ќе можат да штедат наместо да трошат пари. Значи, сите тие елементи се дел од еден многу комплексен систем. Меѓутоа, во Македонија не се размислува системски, а најстрашното од се и најголемиот показател е отсуството на институционален континуитет, на институционално помнење. Значи, системските промени, вакви системски зафати се прават тогаш кога постојат институции кои што функционираат во континуитет, каде што ниту кадрите, посебно администрацијата, меѓутоа ниту начинот на работа не се менуваат катадневно или не се менуваат со секоја промена на власта или заради тоа што дошол некој нов министер на власт, туку се тоа институции кои што ја даваат стабилната основа, кои што ги прават анализите, кои што ги прават прогнозите, кои што го прават она темелно ткиво на државата врз кое што се градат политиките, идеите, визиите и се останато. Ние го немаме темелот во институциите. Па дури министер која ќе дојде
во одредено министерство со оглед на тоа што доаѓаат најчесто луѓе кои што поема немаат од таа материја која што се работи во тоа министерство, тие и не знаат што да прават со институциите, не знаат како да ги искористат. Исто како на човек кој што не ги знае можностите на еден компјутер, да му дадите компјутер и тој ќе го искористи како машина за куцање. Не знае што да прави со него, не ги знае неговите капацитети. Истото се случува и кај нас со министерствата и институциите. Тие министри работат со 2-3 луѓе, не можат да го искористат целокупниот човечки капацитет кој што им стои на располагање. И автоматски не може ниту едно комплексно прашање, посебно не вакво како што е зелената идеја, да биде ни зачнато, ни затангирано со ваков несистематски, со ваков кампањски адхок пристап на државата. Значи немаме шанси ние. Значи ние мораме да размислуваме не 50, не 100, 200, 300 години веќе нанапред. Значи кога се гради пат, затоа што се рачунам дека за 200-300 години треба да го поврзиме тој крај заради овие причини. Кога ќе се отвори каменолом, се знае што ќе се направи по 10, 20, 30, 50 години со тој простор кој што ќе биде упропастен и кој што ќе биде извлечен од природата. Кога ќе се изгради гасовод, се размислува за тоа каде се гради, зошто се гради, на кој начин ќе може после да се извлечеме од зависноста од гасот во одреден период, кога ќе преминеме на други, уште поеколошки начини на искористување на енергијата. Кај нас имаме на власт луѓе кои што со гордост кажуваат дека се отворени нови ископи на јаглен. Значи во момент кога цела Европа ги затвора веќе сите термоцентрали, значи го забранува употребувањето на јагленот за производство на енергија, ние викаме имаме ископ за наредните 20 години. Мислам, навистина треба или да си многу интелектуално ограничен, или воопшто да не ти е гајле за своите граѓани и да мислиш само за личен профит, за да можеш толку јавно да го кажеш едно вакво нешто. Тоа значи дека не успевајќи да се справат на овие капитални дела за човечкото достоинство и личната среќа не можеме да правиме. Квалитетот на живење воопшто не постои за нашите политичари. Мислам, во повеќе наврати сме разговарале, да речеме, и како представник на граѓанскиот сектор и сега и како вклучена во партија со одредени представници во власта да им објасниме дека не е доволно да зборуваме за минимална плата, не е доволно да зборуваме за зголемување на социјалната помош. Значи, тоа е нешто почетно, тоа е нешто без што не се може. Она што треба да го обезбеди квалитетот на живење на луѓето е разговарање на кој начин да добијат поевтина струја, на кој начин да добијат поевтина вода, огрев, кров на главата и можност активно да бидат вклучени во се она што представува културно, образовно живење на државата и искористување на сите технолошки предности кои што ги имаат луѓето кои што имаат поголеми примања. Меѓутоа, квалитетот на живење дефинитивно кај нас се уште е на ниво на преживување. И викат, еве, имаат да преживеат, имаат корка леп, супер, живеат, 40-50 години без проблеми. Значи, дури до нашите политичари не доаѓа еден многу, што да ви кажам, многу јасен податок дека животниот век во Македонија е за 3, 4, 5, 10 години понисок од она што представува животен век во развиените демократски држави. Значи, здравието на луѓето и автоматски со тоа квалитетот на живење на тие луѓе е за 2, 3, 5, 10 години понисок од оној во развиениот свет. Ама затоа ние можеме да се пофалиме дека имаме растички национализам во земјата. Што ќе кажете за тоа? Колку му оди тоа во прилог, како е губиткот? Тоа е нормално. Значи, тогаш кога
партиите, кога политичарите, кога тие кои што ја освојуваат власта не можат да понудат нешто позитивно, не можат да понудат визија, не можат да понудат идеја за развој и конкретни, видливи промени во секојдневното живење, тие секогаш посегаат по национализмот, затоа што тоа е она нерационално околу кое што може да се соберат народните маси, околу кое што може да се разгорат негативни емоции и околу кое што може да се изврши поделба на граѓаните, за да не можат да се обединат во барањето на своите истоветни задоволување на своите истоветни потреби и интереси. Така што национализмот секогаш е тука како што да ви кажам, како некоја алатка по која што посегаат партиите во моментот кога немаат веќе ништо друго и за која што знаат дека секогаш можат да ја употребат и дека секогаш ќе даде резултат. Било да го одвлече вниманието на граѓаните од она што им се случува, било да каже па добро сега еве ќе јадиме коренчиња, ама барем името го задржавме, или да ги разедини на начин кој што ќе оневозможи нивни заеднички настап, независно од етничката припадност. Како против ваквите појави на национализм? Кои се решенијата? Значи, единствено решение е развојот на граѓанството и на граѓанското чувство. Значи, мора луѓето, и мислам дека во Македонија постепено тоа се развива многу бавно, мислам, многу споро оде тој процес, меѓутоа постои таков процес на осознавање на граѓанската припадност, на осознавање на споделувањето на истите проблеми на граѓаните, осознавање дека дишат ист воздух, дека јадат иста храна, дека пијат иста вода и дека на ист начин тоа негативно влијае на сите нив независно од етничката припадност и дека во крајна линија можат да се најдат начини на кои што етницитетот, културната посебност, културните разлики ќе можат да бидат навистина и почитувани и развивани, без тоа да има влијание врз она што представува задоволување на потребите и интересите на граѓаните како еднакви, како истоветни потреби и интереси. Значи, развојот на граѓанството. Мислам дека тука многу голема улога имаат и би требало да имаат невладините организации и нивниот пробив во се она што представува разградување на монолитноста на етничките блокови кои што им одговараат само на политичките партии. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.